Без факти и аргументи, но и без ромка кајње, Вилма Рускоска останува на ставот дека осудените за 27 април ја добиле заслужената казна. Во незиното гостување во емисијата Заспи ако можеш, го искористи јавниот простор во обид да ги оправда своите контроверзни постапки. Многу се спинуваше дека сум обвинила за тероризам. Не е точно. Тероризам е сосема друго кривично дело и самите спомнавте дека обвинителството според уставот е поставено како хиерархија и субординација и како што е војска, полиција и обвинителството исто така. Значи, никој не може мене да ме обвини дека е тоа моја одлука. Случаите со кои раководеше Вилма Русковска како обвинител и натаму отвораат многу прашања и дилеми во јавноста. Дел од нив и натаму остануваат неодговорени, а дел од нив во незиниот последен настап не беа ниту поставени. Дали чувствува одговорност за постапувањето по методот го стави во притвор и намерно го заборави в 2 месеца, зашто се појави и аудио снимка. Дали има грижа на совест зашто претходно јавно призна дека избрала 30 на луѓе да бидат гонети бидејќи во спротивно постапката ќе трае многу подолго. Како ги одбрала овие 30 на луѓе, кој е незиниот став за лажните белешки со кои обвинетите за 27 април се префрла од куќен во затворски притвор, откако сега веќе има и пресуди во нивна корист. Дали знае дека одговорност за акцијата на 27 април е СВР Скопје, а не МВР и Митко Чавков? Односно обвинувањето дека не била дозволена евакуација од собранието требало да биде насочена кон СВР, а не кон тогашниот министер. Ова се само дел од прашањата поврзани со случаите на 27 април, кои не беа одговорени, но не беа ни поставени. Са не ве судиме овде вас. Собранието е специфично. Значи, специфично е и затоа ви кажувам. Сега не до детали не можам да се сетам на обвинението, ама значи им покажува во кој правец треба да се оди. На гостувањето на Вилма Русковска во емисијата Заспи ако можеш, реагира и од ВМРО ДПМНЕ. Од опозицијската партија вела дека не може да ја испере ни Нијагара и дека бил залудно потрошен јавниот простор посветен на незините празни правдања. Таа со незината додворувачка навика кон секоја власт е пример за она што е најлошо во судско-обвинителскиот систем и една од главните причини поради кои граѓаните немаат доверба во институциите и сметаат дека државата е на дното од своето постоење. Незиното место сепак не е во заборавот и залудно е потрошен јавниот простор посветен на незините празни правдања, бидејќи не се заборава она што го правеше и она што го представува. Инаку Вилма Русковска од пред 1 месец повеќе не е обвинителка. Принудно стана пензионерка, жената која беше страф и трепет за многумина и која важеше за главна тупаница за притисок врз неистомислениците и заврши употребната вредност. Членовите на Советот на јавните обвинители едногласно решија дека поранешната шефица на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција нема да биде ниту обичен јавен обвинител поради законски повреди во постапката за истрагата и упадот во финансиската полиција.